Вие сте еден од ретките ВМРО-вци што и пишуваат и читат. Обично за ВМРО-вци важи нели правило, повеќе книги имат напишано него што имат прочитано, вие и пишувате. Тоа ми го каже предходната емисија, одма да се оградам. А у ВМРО, ако ме сметаш како ВМРО со историски контекст, да, инаку со оваа денешна партија расчистив, уште сум 6-та година поред на суд, може да кажам некои детали и за тоа во текот на емисијата. Уште трае тој судски процес? Уште, да. Се покажа многу независно судството, па апелацијата го врати чисто добиениот прв степен назад. Тоа е оној интервју од некаде време на корона, 2020 година. 2020 пред изборите. После изборите. Значи избори имаше, па 15 јули избори, така натаму и така натаму, кога Христијан Мицкоски можел да формира влада, а не формираше, односно формираше Зоран Заев влада, и вие сте судени или сте обвинети дека со вашите ставови политички сте го оневозможиле правењето на таа влада. Да, тоа е една чудна, да не речам небулозна и употребам по-тежок збор идиотска тужба, во која што образложението е дека поради мојата изјава им бил нарушен угледот и поради тоа не направиле парламентарно мнозинство и поради тоа не направиле влада. Значи и кумулативно е споменато дека им пречело. Значи у идно време, па у догледно наредно идно.